Добредојдовте во саботното издание на Урбаните вести, кое го започнуваме со веста дека во тек е трет конкурс за нова фасада на градскиот трговски центар. А во меѓувреме е избрана и нова комисија која ќе пресуди за изгледот. Останете со нас, следуваат останатите содржини за денеска. Движењето на минувачите на улицата Сава Михајловиќ од сега ќе биде побезбедно. Ке се модернизира системот за изнемување велосипеди во градот. Пролетните алергии се поприсутни помеѓу граѓаните. Лекарите препорачуваат детоксикација на организмот на пролет. Општина Газибаба изгради тротоар во населбата Ченто. Станува збор за многу фреквентна локација на улицата Сава Михајловиќ, која досега представуваше опасност за минувачите кои се движеа по коловозот. Елизабета Дамјановска. Минувачите кои секојдневно се движат по улицата Сава Михајловиќ во населбата Ченто во Скопската општина Газибаба досега се соочуваа со вистински проблем кој им ја загрозуваше безбедноста. На оваа фреквентна улица немаше изградено тротоар, ниту пак пешачка патека, а со тоа се отежнуваше движењето на пешаците, изложувајќи се на опасност која ги демне од возачите кои многу често, брзајќи некаде, дури не забележуваат дали на коловозот има пешаци. Како и да е, ова ќе биде минато, а пешаците ќе можат спокојно да си пешачат по новоизградениот тротоар на улицата Сава Михајловиќ. Пешачката патека е изградена од бекатон плочки и веќе е пуштена во употреба. Изградбата на тротоарот е целосно финансиран од буџетските средства на општина Газибаба во износ во висина од 350.000 денари. Системот за изнемување велосипеди во градот ќе се модернизира на тој начин што на корисниците со претходно купена чип картичка ќе им се овозможи автоматско ослободување и заклучување на велосипедите. Од јавното предпријатие Градски паркинг се стремат кон развој на системот за самоизнемување кој ќе биде компјутерски евидентиран со помош на 3G технологија. Од месец јуни најверојатно ќе се модернизира изнајмувањето на велосипеди во градот, со кое стопанисува јавното предпријатие Градски паркинг. Системот сега функционира со наплата, при што корисникот велосипедот го зема од вработените на пунктовите. Додека пак по воведувањето на новиот систем во малопродажба, корисниците ќе може да купат чип картички, кои ќе им овозможат автоматско ослободување и заклучување на велосипедите. По воведувањето на новиот систем, пунктови за самоизнемување ќе се постават пред ресторанот Пилистер, зоолошката градина и на други локации, каде што има голема фреквенција на луѓе. Важноста на чип картичките ќе биде 1 месец, пошто автоматски на корисникот ќе му биде стопирана за наредниот месец, се додека не ја продолжи. Од јавното предпријатие Градски паркинг се стремат кон развој на системот за самоизнемување, кој ќе биде компјутерски евидентиран со помош на 3G технологија. Се уште се размислува за цената на магнетната карта и се уште не е доволно разработен овој систем. Јавното предпријатие Градски паркинг планира да го примени искуството од Холандија, каде што ваков систем веќе функционира. Од јавното предпријатие Градски паркинг ни информираат дека од оваа година, односно од почетокот на сезоната за изнемување велосипеди од 1 април, покрај пунктот кој што е дислоциран од поштот од Македонија кај градската хируршка клиника во функција ќе бидат и пунктовите во аеродром кај трговскиот центар Бисер, кај фабриката Треска, кај градската општа болница 8 септември и кај зоолошката градина. Јавното предпријатие Градски паркинг располага со околу 130 велосипеди за изнемување. Младинскиот културен центар ги проширува активностите со младите, зашто најавува отворање на сликарска школа Алтамира во просториите на установата. Инструктори во сликарската школа се истакнатите академски ликовни уметници Симонида Филипова Китановска и Касиопеја Наумовска. Во рамките на оваа сликарска школа, заинтересираните ќе имаат можност да се запознаат со основите на сликарските техники, при што ќе доминираат акрил, маслени бои и акварел, основи на вајарството, тродимензионални форми, глина, како и сликање на стакло. Од ликовните техники ќе се применуваат цртеж, молив, пастел, јаглен. Ќе бидат опфатени различни мотиви: урбан пејсаж, мртва природа, портрети, апстрактно сликарство и така натаму. Инструкторите во школата ќе одржуваат часови за подготовка на приемни испити за Средното уметничко училиште и за Факултетот за ликовна уметност. Граѓаните што имаат алергии ќе имаат проблеми до лето. Кај нас почнуваат од средината на февруари ако нема снег, кога ветерот го носи поленот од планините. Во месец мај е зголемен бројот на алергии од треви, а во јуни имаат проблеми оние кои се алергични на липи. Андријана Димитриевска.
Пролетните алергии почнаа да ги напаѓаат граѓаните само што се затопли. Пациентите со кивавица, чешање, пецкање или црвенило на очите, кашлање, задушување, главоболка, но и со затегање на градниот кош, веќе почнале да ги полнат лекарските ординации. Наскоро на оние што имаат проблеми со алергиите, животот уште повеќе им го отежнуваат и влакненцата од тополите, кои ветерот во Скопје ги разнесува на сите страни. Лекарите велат дека оние што имаат хронична пролетна алергија, еден месец пред таа да почне да се појавува, може да се земаат терапиите. Алергиите се активираат штом ќе почне цветањето, особено оние поленските. Лекарите објаснуваат дека кај нас почнуваат на средината на февруари, ако нема снег, кога ветерот го носи поленот од планините. Во мај е зголемен бројот на болни со алергии од треви, а во јуни имаат проблем оние што се алергични на липи. Алергиите не се манифестираат исто кај сите и не мора да значи дека ќе се појават секоја пролет. На алергијата и годи нискиот имунитет. Кај 40 до 60% од младите, по неколку сезони алергија таа може да премине во астматична реакција, а кај децата може да се јават и кожни реакции. Најдобра заштита е да се избегне контактот со алергенот, објаснуваат лекарите. Инаку алергените се лепат и на облеката и на телото, па алергичните треба да ја менуваат гардеробата и да се истушираат штом ќе се вратат дома. Најнеочекуваното годишно време, пролета, раѓа и природна потреба за пролетно чистење на организмот. Затоа лекарите и нутриционистите препорачуваат дека сега е вистинско време да го ослободиме телото од отровите и од некој вишок килограм наталожен во организмот во текот на пасивните зимски месеци. Ивана Митковска. Со пристигнувањето на пролета се јавува потреба и за целосна промена на нашето тело. Од животните навики, начинот на облекување, грижата за изгледот на телото и кожата, па се до обкружувањето, пролета е време на обнова и будење на животната енергија. На пролет самото тело минува низ природен процес на прочистување, но и самите ние треба да му помогнеме да се ослободи од отровите на модерното време во кое живееме, советуваат лекарите. Човековото тело минува низ процес на детоксикација и отстранување на наталожените токсини во кои учествуваат органите како дебелото црево, бубрезите, градниот кош, лимфните јазли и кожата. Отровите на модерното време, како што се загадувањето, разните хемикали и другите отровни материи, главно се насобираат во масното ткиво. Затоа напролет и нашата исхрана треба да биде полесна, за да отпочне прочистувањето на организмот од тешката зимска храна и физичката неактивност, велат лекарите. Тие советуваат дека за време на пролетните месеци треба да им се даде предност на житариците како што се јачменот, просото и ршта, а да се намали внесувањето на производи од бело, пченично брашно. Најмногу треба да се консумира зелен листец зеленчук, а од овошјето јаболка, портокали, киви, но и друго суво овошје. А млечните производи да бидат со помал процент на масти, препорачуваат нутриционистите. Освен правилниот избор на намирници, стручните лица советуваат и внесување на помало количество храна во организмот, внесувајќи здрава и квалитетна храна. Телесните клетки полесно ги изфрлаат штетните материи, на чие место влегуваат квалитетните кои помагаат во создавање на поздрави телесни клетки. Нутриционистите советуваат планот за детоксикација на организмот да започне со елиминирање на токсичните продукти од вашето секојдневно мени, а како дел од детоксикацијата на организмот во пролет и внесувањето на поголеми количества на течности во организмот, а особено вода. Под покровителство на општина Илинден на 4 тениски терени во општина Илинден се одржа пролетниот тениски турнир. Учесниците се надпреваруваа во две категории – сениори и младинци. На турнирот за сениори на возраст од 16 до 40 годишна возраст учествуваат 24 надпреварувачи, додека во категоријата младинци до 14 годишна возраст настапија 40 основци, членови на Сојузот на училишен спорт. Покровителот на пролетниот турнир во тенис за најдобрите тенисери обезбеди пригодни награди и пехари. Тениските терени се со најсовремена тврда подлога изработена според сите светски стандарди, што ги прави погодни за одржување меѓународни тениски надпревари, а беа изградени како дел од проектот на владата и на Агенцијата за млади и спорт за изградба на 100 тениски игралишта во општините во државата. Еве што ќе гледате понатаму во вестите.
Спорт. Собствениците на фудбалскиот клуб Лиц од Бахраин по само 3 месеци менаџирање го продаваат клубот. Актуел, пејачката Лејди Гага се враќа на музичката сцена. Собствениците на фудбалскиот клуб Лиц од Бахраин по само 3 месеци менаџирање го продаваат клубот. Повеќе информации околу оваа вести од останатите спортски вести гледате веднаш по рекламите.